Преку 20 милиони евра изнесувала штетата од лажниот стечај на електраната Тето, и со тоа покрај што е штетена и топлификација, оштетен и државниот буџет, реагираат акционери од поранешниот гигант пред камерата на Алфа. Тие денеска дојдоа во судот да видат докаде е случајот. Според нив имало сомнителни действија во случајот со стечајот на Тето, за кој како што велат тој бил ништовен. Акционерите на топлификација, компанија која е доверител во Тето, велат дека има и кривични пријави од финансиската полиција. Тие не се откажуваат од намерата да докажа дека има низа неправилности во овој случај. Што е најголемиот проблем? Што ако прво се реализира стечајот на топлификација и се продаде имотот на топлификација, а после дојдат овие двете се докажат кривичните дела во стечајот на Тето и у државната помош, во тој случај се цета штета ќе треба да ја плати држава. Топлификација како оштетена страна, велат акционерите, за случајот ги алармирала и антикорупцијска и одделот за финансиски криминал во УЈП. Пријавата која одамна ја поднеле во обвинителството, вела дека и натаму талкала низ судовите. Ние ова нема да го ставиме никогаш, ќе го гониме, затоа што се тука преку 2500-2700 акционери и кога тогаш државата ќе треба да ни ја плати штетата, затоа што штетата ни е направена првично со планот за реорганизација, односно со фиктивниот стечај на Тето, и ние не можеме тоа да го докажеме. У оваа држава не можеш да си ги оствариш правата, затоа што тој што ти должи 33 може да те затвори за 1 милион евра. Според акционерите, планот за реорганизација донесен со лажниот стечај зад кој се крие компанијата, предвидува таа да работи без долгови, но Тето и натаму била на листата на должници во УЈП. Инаку со стечајот на Тето на електраната и биле отпишани долгови од над 150 милиони евра, од кои 40 милиони биле кон домашни фирми. Со ова акционерите на топлификација биле оштетени за 33 милиони евра. Во регистерот на УЈП пак електраната е задолжена со дополнителни 20 милиони евра.